Добро вечер. За десетина дена два случаи на врсничко насилство стасаа до надлежните и до јавноста. Во училиштето во Градско и во интернатот во Велес. Но колку други случаи на булинг остануваат под радарот на надлежните кои треба да ги откријат и спречат. Каде се слабостите во системот? Како да се спречи булингот? Мои соговорници вечерва во топ тема се Гордана Блажевска-Спиридонова, психолог во Средното училиште Никола Карев. Добро вечер. Добро вечер. Наде Молеровиќ, поранешна директорка на Основното училиште Гоце Делчев. Добро вечер и вам. Добро вечер. И Драгана Дрндаревска, правничка во коалицијата Маргини. Добро вечер. Добро вечер. Продолжуваме по рекламите. Врсничкото насилство е во фокусот на вечерашната топ тема. Случајот во Градско, каде скоро 2 години 14 годишен ученик бил мета на физичко и психичко насилство од други ученици ја вознемири јавноста. Градоначалникот ја разреши директорката, институциите се активира, но зошто доцна се открива? Не само овој случај. Еве, господи Спиридонова, ќе започнам со вас. Има повеќе случаи изминатиот период кои што се откриваат после долго време откако се случувал тој булинг. Кои се можните причини зошто се откриваат доцна овие случаеви? Децата најчесто молчат. Најчесто ги кријат и ги задржуваат овие работи за себе. Најчесто го кажувам дека е некој кодекс на молк. Нешто што е наменето за врсниците, нешто што е наменето за групата врсници, останува во рамки на групата на врсници. Се уште имаме култура дека си цинкер и предавник, ако кажуваш кај возрастните или се пожелиш кај возрастните, дека делуваш ранлив, дека делуваш жртва, дека делуваш лузер или губитник. И подобро, најбезбедно има на децата да молчат и да трпат, отколку да се пожалат и да побараат грижа за себе. Не може ли да се забележи промена кај тоа дете кое што подолго време трпи некој вид на насилство? За жал, првите сигнали и знаци дека нешто не е во ред се многу често помалку забележливи. Значи тоа дете може да се повлече во себе, тоа дете може да стане невидливо за околината, дури и за врсниците. Детето може да се повлече во својата соба па да си прави, бидејќи ако тука му е некој безбеден простор, па пред компјутерот, во собата, на својот кревет или со едно-две деца со кои што има колку толку безбедни контакти и тука го одржува одредено време некоја зона на безбедност, доколку не најде начин некој од околината да препознае зошто се повлекло детето и има одредени промени во однесувањето од претходни ред ситуации, а продолжи ситуацијата, тоа не прави активности со кои ќе се застапи себе си во средината или ќе се бори за своите права или отворено и јасно ќе каже не, и таа ситуација се продолжува, некому му се допаѓа, некој добро се снаоѓа во ситуација на вршител на насилство, сторител на насилство да кажеме, и тогаш веќе преминува и при тоа. Значи, важна е средината во која што се случува оваа ситуација. Ако не препознава средината, ако средината е нереактибилна, ако средината го потпикнува под тепих, да речеме, ако средината не реагира со јасно укажување, ова не го толерираме и не го прифаќаме, најчесто детето нема зошто би било кому би пријавило. Тие кажуваат, ние кажавме на класната. Кажуваат, отидовме и до педагогот, психологот, меѓутоа ништо не се направи. Ова дете е на овој родител, ова дете многу пати му кажала ништо не се менува и веќе ниту детето смета дека самото има ефект ако јави, ниту пак има ефект, има чувство на ефект дека е реактибилна средината и дека ќе има резултат од пријавата. Не чувствува дека е заштитена? Дека чувствува дека е заштитена. Дрндаревска? Да, секако дека се согласувам со Гордана, меѓутоа треба да се запрашаме дали ние како општество, дали ние како училиште, како средина сме ги овозможили овие услови кои што ги објасни психологот за тоа дете да пријави. Јас сметам дека не, дека сме далеку од училишта кои представуваат безбедна средина, секако дека има исклучоци, меѓутоа тоа се исклучоци, нели не станува збор за систем, и дека училиштата и образовниот систем генерално треба многу повеќе да работи на оваа тема, пред се преку превентивни активности, преку отварање на темите поврзани со насилство и преку овозможување на систем во кој што овозможување на средина во кој што насилството не се толерира. Јас сметам дека во образованието насилството премногу се толерира, во општеството генерално образованието како дел премногу се толерира.
и немаме механизми, немаме соодветни реакции за да реагираме на вакви случаи. Секако дека е нормално децата да молчат. Од друга страна, образовниот кадар има должност да постапува со должно внимание. Образовниот кадар мора да ги следи учениците, мора да знае што се случува и мора да реагира своевремено на ваквите ситуации, нели не по 2 години, бидејќи знаеме 2 години некој да трпи насилство. Понатаму психофизичкиот развој на тоа дете е секако загрозен. Да, ќе говориме појасно и за тоа, господина Јович. Знаете што, ако како раководител на училиште, како менаџер, имате и представите визија за училиштето и мисија која што ќе води до изградување на едни среќни деца, каде што среќата ќе биде приоритетот. Децата да доаѓаат во училиште не само за да стекнуваат знаења, да се социализираат, да другаруваат, туку нас како училиште, мене барем додека сме биле ние, нели, додека сум менаџирала со училиштето, мене и нас на целиот колектив ни беше приоритетот среќата на децата. Децата бараат да ги почитувате. Ако сте авторитетен професор, наставник, кој што покажува внимание и покажува респект за нивната личност, тие тоа многу брзо го проценуваат, им се допаѓа тоа и секако дека ќе пронедат во вас личност кому што можат да му се доверат доколку се случуваат вакви зачестени случаи, особено, нели, бидејќи се случува на еден глобален план, не се случува само во нашето општество, туку и цело во светот, нели, вела дека преку 150 милиони деца страдаат од булинг. И ако како приоритет си поставиме дека децата ни се важни и дека ни се најважни, знаете, знаењето во животот секогаш ќе го стекнат како процес, како учење, како изградување и стекнување на знаења кои што нив им користат. За жал се уште во училиштата не се стекнуваат знаења кои што нив им користат и наместо тоа ние треба да посветуваме што повеќе внимание да ги градиме децата, да бидат посвесни за себе, за проблемите кои што ги се соочуваат, како да ги надминуваат, како да ги решаваат, како да ги препознаваат, со кого да ги споделуваат и на некој начин како да се пронаоѓаат заедничките решенија. Ако ние тоа им го кажеме на децата, дека ние стоиме зад овој предизвик, да откриваме и да препознаваме насилство, тогаш знаете како, ако им кажете на децата каде да се обратат, кому да се обратат, кога да се обратат, во кои случаи, тогаш мислам дека ако тоа континуирано го повторуваме, знаете, станува една навика каде што свеста на децата ќе стане поголема, дека тие нема да толерираат и дека тоа ќе го пријават на човекот на во кого што веруваат. Секако треба повеќе да се разговара, верувам дека стручните служби, психолозите тоа го прават или треба да го прават, нели, во училиштата да работат. Еве, вие како психолог во средно училиште, може да ме кажете колку често разговарате со учениците и дали тоа го правите само кога има проблем или пак има постапка на редовна база да се прави тоа, често да се прави и кога нема некој посебен проблем во училиштето со насилство. Каква е постапката? Овој процес се гради. Учат од искуството возрастните. Бидејќи немаме национални програми, операционализирани документи кои ни го јасно образложуваат начинот на постапувањето. Воглавном, како образовни институции сме соочени со ситуација да самите треба да ги градиме. Стимулирани сме од одредени надлежни институции, дека треба да имаме документи, политики за ненасилство, стратегии и протоколи за постапување. Понекогаш се вклучуваат како поддршка невладините организации, невладиниот сектор, така да се снаоѓаме во често пати преку импровизација. Меѓутоа, постепено, ако е училиштето заинтересирано да го препознава како проблем и да го решава како проблем, сваќа дека не може само да го решава, не е доволно да го реши на лице место ситуација кога се случува ситуацијата, туку да каже имаме проблем. Децата не реагираат вака или онака. Културата стимулира одредени ситуации, каде што веќе мораме да размислуваме на 3 нивоа: превентивни, реактивни и корективни и на крај ресторативни обновувачки. Да правиме идентификација, да имаме базена идентификација, да се прави евалуација на процесот, како напредува процесот и на крај што во сето ова секако дека треба да го раководи раководните органи во училиштето со јасна сензибилизираност и свесност што треба да прави, како да учи од грешките и како да креира протоколи со кои ќе ги запознае сите
членови, возрастни и деца и родители кои се дел од одреден училишен Има систем. некое упатство, извинете, кое што е донесено во 2019 од Министерството. Дали тоа е единствениот покрај промената на законот за основно образование, кој што дава некакви насоки како да постапувате во случај на булинг и на врсничко насилство во училиштата? Прашањето ми е дали има патока стабилен систем во државата кој што ве води или пак останува на што велите дека сами ги воспоставувате правилата? Дали државата ви воспоставува систем и правила или пак тука се уште тоа недефинирано поле каде што се уште булингот е нејасно дефиниран и препознаен? Ова е прв документ кој е креиран во поголема, пообемна форма, која опфаќа повеќе постапки, јасно дефинирани форми и јасно дефинирани, да кажам, ажурирани во склоп на современите потреби и современите дефиниции, што се може да влезе во дефинирање на ситуација на насилство, бидејќи на некој начин, речеме, ги вклучува и сексуалното определување и родовото определување идентитет на децата, каде што вели дискриминацијата и на тоа ниво се препознава и не се дозволува. Значи, ставот е дека не се толерира насилството и се сензибилизира средината и каде што на некој начин е озаконето во чекори, каде што вели училиштето мора да препознае и училиштето мора да обезбеди безбедност и сигурноста на учениците и ако истото не го препознави, не го направи, со доставена поплака до архивата на училиштето и нема реакција во училиштето, веќе може да биде и казнато училиштето, а да не е оставено само така на добра волја. Дали ќе се решава или не? Случајот во градско, таму директорката беше разрешена затоа што не го пријавила случајот до надлежните во првиот момент кога бил обелоденот од семејството. Дали мислите на такви санкции дека предвидува? Видете вака, јас сум дел од средното образование. Системот, да речеме, образова во рамки на средното образование. Ние сме под капата на градот Скопје, каде што градот Скопје некако се зима за обврска да води грижа и да не го заборава на годишно ниво овој дел. Каде што ние имавме обврска да креираме документи, почнувајќи од политика на ненасилство, каде што се јасно дефинирани сите улоги на сите присутни и јасно дефинирани задолженијата и задачите, а оттаму во рамки на креирање на антибулинг програми, програми, акцијски планови за справување со насилство и реакција на сите, да речеме, вклучени во средината. Така да никако средно училиште, бидејќи не сме многу, да речеме, на ниво на град Скопје, како потоа тоа се шири во рамки на ниво на држава, надзор нема. На кој начин ние ова го правиме и дали го решаваме. Некогаш навистина треба да излезе во медиумите, да испадне и срам, да испадне и незгодно, да испадне и повикување на одговорност за да се свести одредена средина дека има проблем и дека тој проблем многу активно треба да го решава и дека треба да го гледа од сите страни, да речеме што би било модел на добро организирано училиште кои се не сме ништо, да речеме, да остане запоставено, почнувајќи од документи кои ги опишуваат и ги дефинираат, потоа кои се операционализираат во рамки на сите сегменти од животот на училиштето, кои ги вклучуваат сите присутни, почнувајќи од децата, наставниот кадар, техничката служба, административната служба, обезбедувањето, па укажувањето информации до родителите и да речеме до сите тела како што е менаџерскиот тим, наставничкиот колектив, советот на родители, училишниот одбор, за да ученичката заедница, за да биде покриен комплетно, па ниво на индивидуално ниво на работа, па на ниво на групна работа, или кога ќе настане проблем таа да се решава, меѓутоа и да се надзира како конфликт настанал меѓу деца, како ги помируваме во моментот и дали внимаваме како понатаму им се развиваат односите, дали повторно само присилно се смириле или навистина е таму смирена ситуацијата. Ќе продолжиме за тоа околу решавањето на конфликтите, трендаравска околу системот, законите и дали има јасен патокас како треба да се постапува во решавање, соочување и превенирање на овој проблем. Па Ива го спомна упатството, Законот за основно образование е прв пат направи некаков посистемски напор да се адресира овој проблем, бидејќи како што кажа претходно Гурдана, во најголем дел училиштата бе оставени сами на себе. И во голем дел тука зависи од кадарот. Каде што имаме добар кадар, ќе се потруди, ќе направи нешто, ќе внимава на проблемот, меѓутоа каде што кадарот е незаинтересиран,
за жал во голем број на училиште и тоа е случајот, ќе се случува, насилството ќе се продолжи, тоа нема да биде адресирано и така натаму. Така што мојата клучна поента е дека државата не може да остави така да се случуваат работите. Значи насилството во училиштата, насилството над децата е сериозен проблем кој што понатаму има различни последици во општеството. Така што е потребна ни е една јасна рамка по која што треба да се движиме. Ете, во основа на Законот за основно образование се направи тоа упатство, иако морам да кажам дека тоа упатство и тој закон, тие одредби се внесени секако со поддршка на властите, меѓутоа на иницијатива по застапување на здруженијата на граѓани. Меѓутоа, еве го Законот за средно образование, колку време треба да чекаме за да се донесе новиот закон за средно образование. Од друга страна се почна, знаете, никаква образовна реформа која што на крај не се реализираше, односно немаше политичка волја да се реализира. На насилството влијаат сите овие работи. Например, доколку зборувам исто така за учебниците. Значи, ние имаме учебници, уште имаме учебници во средно образование, сега основно нова концепција имаме, меѓутоа треба да следиме какво влијание ќе има оваа нова концепција, секако унапредување во однос на тоа претходно што го имаме, фокусирана е на вредности, на вештини со кои што треба да се стекнат учениците, меѓутоа во средно образование уште имаме застарени учебници кои што промовираат нетолеранција, не само што молчат околу овие прашања, него отворено промовираат родови нееднаквости, расизам, хомофобија, трансфобија, така што мора да се запрашаме во еден таков образовен систем не е чудно да има насилство. Дали, тоа ми беше едно од прашањата, дали општеството поттикнува насилство со тоа што го премолчува, дали културата на живење поттикнува насилство, начинот на кој што се живее и се премолчуваат сите проблеми? Да, во патриархални општества, каде што патриархатот ни е основната вредносна матрица, и момчињата ние ги стимулираме да бидат насилни. Не само што одобруваме насилство, него стимулираме насилство како начин на социализација. Едно момче во училиште, во својата група, знаете, тој што е најголем насилник, тој е најпопуларен. И тој за да се ја задржи популарноста мора да остане да биде таков насилен. Доколку не е насилен, тогаш ќе биде обележан како различен, тој ќе биде мета на булинг. Така што кога зборуваме за насилството и кога зборуваме за булингот, мора да зборуваме и за родовата еднаквост. Мора да зборуваме за различностите на начинот на кој што тие се третираат во општеството. Пред известно време оваа недела излегоа и резултатите од барометарот, каде што имаме над 80% за секоја категорија. Нашите граѓани одговараат дека не би сакале, повеќе од 80% од граѓаните не сакаат за соседи ЛГБТ луѓе, не сакаат за соседи луѓе кои што живеат со ХИВ, голем е процентот што не сакаат роми, не сакаат емигранти и така натаму. Така што ние како општество сме едно насилничко општество. За разлика од тоа, мислам, не за разлика на таа линија, и образовниот систем подеднакво придонесува кон ова. Ние имаме училишта од кои што излекуваат деца кои што толерираат насилство, не се способни критички да размислуваат, и деца кои што се несигурни. Така што се ова се должи на континуирано неинвестирање, односно не земање сериозно предвид на образованието. Образованието генерално не е застарено. Не се учат вештини, не се учат вредности, него се учат лекции и кој што најубаво знае да повтори лекцијата, тој ќе добие 5. А сега нема ни учебници, доцнат со месеци учебниците, да, тоа е секако сериозна, но друга тема. Господин Молировиќ, дали вие доскоро бевте дел од образовниот процес, дали се прават редовно обуки на наставниот кадар, бидејќи тоа е една од правилата на упатството кое што го говоревме, дека треба да се подготвува наставниците, стручните соработници да препознаат и да реагираат на булинг. Дали се правеа редовно и во вашето, но и генерално од искуства да соработувате вие со училиштата? Да. Знаете, ние во училиштата бевме препуштени
и не знам колку е сега со не верувам дека некоја драстична промена нели настаната. Едукацијата и континуираната обука на наставниците е од насушна потреба. Значи, ако сакате ви да направите било каква реформа во образование, не се почнува од програмите. Не се почнува од учебниците, туку се почнува од наставниот кадар. Значи, наставниот кадар мора да ги стекне новите вештини кои што се потребни за 21 век. Тој очекува тоа да го направи бирото и министерството. Кога се тие неподготвени, во смисол не ги нудат тие, сега има некакви обуки да не бидеме конкретно за булингот, за булингот ние не сме имале. Например, не сме имале. Што сме правеле ние? Ние постојано го активиравме улогата и на ученичката заедница тогаш или ученичкиот парламент, заедно со ученичкиот првобранител. Тоа што значи континуирано, ако ви кажам дека на месечно ниво сме правеле анкетни прашалници, значи не она што пишува во протоколи што треба да, него на лица место како тоа се изведувало. Значи редовно се поставувале прашалници по однос на како тие се чувствуваат во училиште, колку се чувствуваат безбедно на скала да одредат, кога се чувствуваат небезбедно, ако биле се вршил некој тип на насилство или некакво малтретирање, некакво навредување кое што удира по нивното достоинство и личната среќа и безбедност, тогаш тие сето тоа го искажуваат. Има специјални анкети, има специјални анонимни можности да се изразат и да се искажат. Ние сме го следеле сето. Нас не било приоритет. И како сме правеле обуки? Сме повикувале од полиција. Најчесто од МВР сме повикувале луѓе кои што работат во невладните организации. Тие ни помагале околу дополнителната обука или вештини околу комуникацијското посредување, позитивната комуникација, како и на кој начин тоа да се обавува, децата да ги запознававме, како може да се реши конфликтот со конкретни работилници. Значи ние како училиште гледам дека сега истото продолжува, особено со овој нов протокол. Јас сакам да го поздравам, тоа е добра алатка, тоа е одлична алатка во однос на она што немало до пред неколку години. Знаете, кога ви имате точно упатства, оперативни, кому да се обратите, на која личност, во која ситуација, кој вид на насилство е, значи тамо се точно според нивоа распределени, кој е, нели, она, да кажеме, некако... Да, но и со ова упатство кое постои од 2019 година, еве, сепак има случаи кои долго време остануваат непрепознаени во училиштата. Токму тоа е проблемот, бидејќи не е доволно само да постои некој закон или подзакон. Точно ви кажам, че треба да оживее, да се зборува за некој, да се охрабруваат децата. Децата да се охрабруваат и родителите да пријавуваат и да разговараат и со своите деца. Јас во контекст нова само би сакала да не биде дека некој момент ќе го прескокнам, а тоа е за семејството. Знаете, фрапантна е извештајот кој што го читавме од УНИЦЕФ во 2018 или 17 година, не знам која беше, каде што од 5 испитани деца, 4 ви кажуваат дека дома трпат семено насилство, некако вид на физичко казнување доколку родителот не се согласува или со она што неговото дете треба да направи. Знаете, тоа е фрапантно. Од 5-4 деца да трпат семено насилство. Замислете тоа дете кога доаѓа во училиште, во средината, значи рефлексијата како тоа насилството раѓа насилство и ние треба да почнеме од семејството, па потоа да најдов и некои анкети поврзани со врсничкото насилство. Едната е на Институтот за човекови права, каде што вели дека 1/3 од средношколците од Скопје биле жртви на некој вид на врсничко насилство, а булингот најмногу се случува во основните училишта. Овде се анкетирани 995 ученици, 255 наставници. Едно друго истражување пак вели дека 42% од децата во Македонија се соочуваат со врсничко насилство. Какви се вашите искуства како психолог кој што работи директно со тинеџерите, особено во средните училишта? Како вид на булинг е застапен во средните училишта претежно и како реагираат учениците на сето ова? Би кажала дека се застапени сите форми на насилство. Едноставно човековата природа го содржи капацитетот за агресивно и насилно однесување. На нас агресивното однесување ни треба за да се справиме со животот. Едноставно да изџвакаме храната, да проголтаме. Тоа не е механизам на справување, само што ја правиме разликата меѓу нанесување на повреда и грижа за себе. Мислам дека во средните училишта, бидејќи на крај краишта тие не се мали, каде што очекуваме дека не може да се нанесе толкова голема повреда, што може да биде сериозна заблуда, меѓутоа овие големи тинеџери кои ние ги имаме, кои сериозно може да се повредат, па доста рестриктивно реагираат средните училишта во најголем број средини, иако умее и да се премолчи, да не генерализирам премногу,
значи реагираат на физичкото насилство, меѓутоа останатите, значи психичкото, вербалното, социјалното насилство, емоционалното насилство, електронското насилство на социјалните мрежи, па и сексуалното вознемирување, за жал не се доста присутни. Јас реализирам работилници со децата во прва и втора година на оваа тема, каде што ги дефинираме формите на насилство и секогаш учам нешто ново од нив. Во неколку наврати од нив ја научив оваа појава која тие го викаат роустање, па ги прашував што има тоа роустање, па каде што рекоа дека е тоа вежбаш вилица со вреѓање или си фраер со вреѓање. Кој најмногу ќе каже навреди? Колку подобро умееш да извреѓаш некого или конкретно во одредена ситуација е нешто како што кажа дека е нешто што се преферира, нешто што е фраерски, нешто што е добро, значи што нам ни кажува каков не е системот на вредности и што се почитува, да речеме. А сега да говориме во групата на врсници, значи таа субкултура, а потоа да малце размислиме како и ние возрастните. Ова го правиме на социјалните мрежи каде што сме ние како возрастни присутни. Само ќе кажам, неопходни се овие разговори за да децата се освестат што од ова не е во ред, како етикетирањето, како социјалната изолација на одредена група е доволно да го блокират од социјалната група во која што дотогаш детето било член, да препознае дека и ова е форма на насилство кој детето може да го прави. Ако кажеме дека одговара детето на час и на англиски прави грешка, додека одговара и му се изнасмеат сите, дека и ова е форма на кој децата може да се насилат на другото дете, а сите може да сгрешат и да се најдат во оваа ситуација. И потоа тие велат сега века кога кажавте, сами текна дека навистина имало така во основно или во средно училиште. Значи ова мора континуирано да се зборува со децата, да се користат примери од нивниот говор, од нивниот речник, за да им се приближи истото и со една постојано ја тоа го забележав со една самодоверба, бидејќи во спротивно самиот ќе најдеш на исмевање. Значи со една самодоверба во однос на тврдењето која е вашата одговорност како деца, која е вашата одговорност за вашето ментално здравје, која е вашата одговорност да се грижите за себе, да не морате ништо да трпите, да имате став, а да не се плашите. И оваа култура треба да се работи на неа, треба да им се даде отворени карти, отворен простор за да размислуваат децата вака, да ги поддржиме во ова и за ова треба многу време. За да ги терминолошки ги опремиме децата, па и возрастните со психоедукација, за да можат послободно да си гледаат и други агли и начини на гледање на одредена ситуација и на приоѓање на истата. Колку тешки, односно какви последици остава булингот врз децата кои што биле волку долго време под некаков притисок, односно биле малтретирани психички или физички? Во најмала рака децата имаат сериозна недоверба и кон групата врсници, и кон возрастните, па често пати и кон семејството. Кога ќе ми дојдат деца кои се со развиени панични напади, со развиени анксиозни состојби, кои веќе ќе пријават состојби овие катинг активности на сечање уште од основно образование, каде што на детето страшно е што ќе кажам, зошто не каже на мајката на татко да се детето нему ни текнало дека може да каже на родителите да се пожали. До тој степен нема чувство дека било кој може да му помогне. Кај нас кога ќе додат веќе во средно училиште, ние не успеавме да решиме проблем со 3 деца кои не успеавме да ги натераме да појдат во училиште. Значи тие апсолутно одбива да влезат во училиште. Толкова недоверба. Значи тоа е една силно развиена форма на посттравматско стрес нарушување, каде што со сите напори кои се вложува и на ниво на соодветен класен раководител, соодветна паралелка, работа со децата за да ја направат социјалната инклузија, не успеавме детето да го вратиме во училиште. Така да, навистина е голем влогот во секое дете што ќе пропуштиме, кое е трпело насилство, да не се реагира, да не се препознае, и дете кое го применува насилството, да не му помогнеме, да му понудиме други начини на реакција. Голем е влогот за целата средина. Тие потоа како бранови се шири на секаде. Тендаревска, во упатството кое што го спомнувавме цело време, единствениот документ, се споменува неколку можни решенија во случај на булинг, меѓу кои е разделување на жртвата и сторителот во различни училници. Како најстрога мерка ми се види префрлање во друго училиште.
Колку овие мерки даваат резултат, еве може вие да се недоврзате од искуство, колку овие мерки се вистинскиот чекор кон разрешување на овие конфликти? Не, само првен да подобјаснам, упатството само упатува. Да. Значи, клучно е да се спроведува од компетентен кадар кој што ќе процени ситуацијата на како што е, ќе процени за каков тип на насилство станува збор, кај насилникот дали станува збор за континуирано насилничко однесување, какви се ефектите на жртвата, колку време го трпела насилството, така што упатството не дава готови решенија, не може да дава. Значи не може да се напише документ кој што ќе ги предвиди Има табели според тежината видови на на насилство и тие се ориентациони. Упатството предвидува повеќе мерки кои што може да ги искористат стручните служби при справување на насилството. Дури и мерката која што е префрлување на насилникот во друго училиште, тоа не е дисциплинска мерка. Таа дисциплинска мерка повеќе не постои во законот за основно образование. Таа мерка е мерка за заштита на жртвата. Односно предвидено е таа мерка да ја користат училиштата само во ситуациите кога е неопходно физички да се оддели жртвата од сторителот. Односно не е возможно жртвата да се ресоциализира доколку сторителот постојано го гледа во исто училиште. Сега тука збориме за посериозни случаи на насилство, не знам, например, силување или булинг кој што траел со години, и така натаму. Бидејќи нели одвојувањето на жртвата од незината средина, од училиштето, преместувањето на жртвата од училиштето ќе се најчесто се доживува како казна за самата жртва. Затоа постои таа мерка таму. Меѓутоа клучните мерки се психосоцијална поддршка за жртвата, исто така мерки психосоцијална поддршка за сторителот, односно континуирано работење со сторителот со цел коригирање на неговото однесување. Исто така дел од мерките се и работа со публиката, со публиката која што сведочела на насилството, со паралелката, со училиштето, со цел да се влијае на нивните вредности, да ја немаме онаа ситуација каде што нели сторителот на булинг е хероот, а жртвата ќе биде повторно виктимизирана и ќе биде означена како поради тоа што го издала насилството и така натаму. Така што упатството само дава некои насоки и ги предлага мерките кои што кадарот може да ги искористи. А секако тука клучно е да се спроведува од компетентен кадар кој што ќе знае како да постапи во одредена ситуација. Дури она поделба на насилството по нивоа служи само за во фазата во интервенција, бидејќи нели секако треба да се направи разлика помеѓу. Она што ме интересира, извини, е за непотизам и независност. На што се мисли на непотизам и независност во разрешувањето на овие ситуации? Тоа е клучно и мислам дека тоа е клучен проблем во образованието. Непотизмот во образованието секако влијае и на насилството. Бидејќи доколку имаме ситуација во која што одредено дете не е казнето поради тоа што нели се јавиле родителите, нашле врски помеѓу кадарот, тогаш имаме ситуација каде што имаме ситуација на неказнливост. Прво не му правиме услуга и на тоа дете, бидејќи не е во негов најдобар интерес да не го спроведеме ова упатство кога е сторител, мора да се работи на коригирање на неговото однесување. И друго, пораката што ја праќаме кон децата, првен и од аспект на образовниот кадар, е дека децата се помоќни од образовниот кадар. Дека јас можам што сакам да правам во училиште, мајка ми ќе се јави и јас повторно нема да поминам неказнето. И понатаму јас нема да ја почитувам директорката, педагогот, психологот. И пораката што ја праќаме нели кон останатата заедница е дека за насилство не се одговара. Така што многу е важно доследно да се спроведува, односно да не дозволи кадарот да биде под влијание, независно да одлучува за секој случај поединечно. И тука не можам да го обвинам нели само и образовниот кадар кога живееме во едно општество кое што функционира на база на непотизам. Може да се надоврзам само.
навистина, за жал, ова е некако индивидуално од училиште до училиште. Ние навистина немаме национален став на ниво на програма, на иницијатива, на ниво на пропишани документи од надлежните институции. И дури за ова упатство јас нема родител од основно образование со кој сум го прашала за ова упатство и кои тие ми потврдеа дека го знаат упатството. Значи упатството не е стигнато до родителите за да можат родителите да го употребат. Значи не се спроведува родител кој го знае. Спроведувањето е друга иако тема. пеналтивниот систем, казнениот систем, ако само тој се применува и тоа не е доволно. Значи, ева јас можам да кажам дека кај нас во гимназија Никола Карев има препознавање. Значи, ова ситуација на непотизам дека припаѓа на ова или она дете, се уште не ни се случило. Значи, тука ни се еднакви правилата, нема толеранција за насилство и доста строго, кога ќе се случи особено ситуација на физички контакт со децата, доста строго реагира и реагира колективот на наставничкиот совет кон ваквите ситуации. И би кажала дека сме во нешто поволна позиција од основните училишта. Навистина немаат некоја ефективна рамка, граница која вели не, која може да ја употребат. Не може да ги отстранат од училиште. Само укор на децата ништо не им значи укор. Кај нас во средно, на децата од 15 до 18 години, педагошката мерка и намаленото поведение, кога знаат како ќе им влијае во свидетелството и како ќе им влијае на идното запишување на факултетите, веќе имаат друга перспектива. Нешто ќе ги запре. Нешто што ќе ги заплаши, да. Мораме да одиме на реклами, се враќаме со разговорот по рекламите. Продолжуваме со дебатата за меѓуврсничко насилство. Господин Малеровиќ, не уште вас да ве прашам колку овој непотизам, односно влијание на родителите влијае до целосно расчистување на случаите каде што има булинг меѓу врсниците? Знаете како, се пак зависи од карактерот на човекот. Ако сте вие професионалец и навистина сакате да ги решите работите, ќе нема да гледате и да ќе сакате да бидете објективни, затоа што ако во очите на детето излезете дека вие не ги решавате проблемите, а детето е тоа кое што ве газдува над вас, тогаш вие го губите и авторитетот. Имало секогаш, меѓутоа ние повеќе сме имале проблеми со родители кои што не ги прифаќале нашите укажувања за нивните асоцијални однесувањата на нивните деца. И тие наместо да бидат во алката на оној триаголник каде што треба да помагаат и да бидат во поддршка, да помогнат, нели, за да се надминуваат таквите нешто, тие напротив не сакаат и самите да си признаат. Па дури сме имали и случаи, да речеме, кога самиот родител доаѓа, па сака самиот да расчисти со детето, што е уште поголема траума за, нели, за децата да сакате вие лично да ги расчистувате Има нештата. ли доволно кадар во училиштата за да се справат со сите овие предизвици со врсничкото насилство? Тоа ви е одлично прашање. Ние постојано апелираме, значи еве ако ви кажам дека ние во Гоце Делчев имаме само педагог. И тоа знаете, административните работи кои што се бараат постојано секој ден, да речеме во 12 до 1 треба нешто се прати до министерство и не знам до каде, всушност ги завлекува и ги одвлекува од вистинските проблеми за кои што треба да се решаваат во училиштето. Тоа значи дека во едно училиште потребно да има не само психолог, ние сме имале психолог, имате неде каде што има и психолог, има и социолог, меѓутоа во едно училиште потребно е и социолог, и психолог, и педагог, и дефектолог. Дури ние сме инсистирале да имаме и лекар, доколку решиме како држава да ни бидат важни децата. Затоа што ако се она што сега не го решаваме, ние произведуваме деца кои што ќе имаат нели проблем со менталното здравје, нема да бидат продуктивни, нема да бидат ефективни и државата нормално не може да ги искористи со целиот свој капацитет. Значи мора да се стави дека образованието ни е приоритет, благосостојбата на децата ни е приоритет, нивната среќа и нивното максимално билдање на нивниот потенцијал. Господин Спиридонова, повелете. Само сакав да искоментирам во однос на родителите. Во овој сегмент потребни ни се и капацитетите на центрите за социјална работа кои што за жал немаат капацитети исто така да се занимаваат. Доколку училиштето, кадарот во училиштето процени дека вмешување на родителот во случајот не е во најдобар интерес на детето, мора да го повика Центарот за социјална работа и Центарот за социјална работа тука да постапи и да се вклучи во целата постапка. И ова е проблем. Значи имаме проблем за насилството, треба да бидат и они се една алка од проблемот со справување со насилството. Што би смениле како најитно во моменталниот процес во кој што се наоѓаме? Добро.
како правник секако ќе речам дека треба да тргнеме од законодавството. Меѓутоа мора да имаме предвид и големата слика и да ги адресираме оние кои што имаат моќ да ги сменат работите. Политичките партии во Македонија континуирано не инвестираат во образованието. Не го сметаат не го препознаваат капацитетот на образованието кон позитивни општествени промени. Ја знаеме дека образованието понатаму ќе има огромно влијание кон економскиот раст на државата и така натаму. Имаме континуирано неодговорно однесување со образованието. Тоа може да се примети и по самото тоа што министер постојано се менува, партиите многу лесно тргуваат со овој ресор и немаме систематски реформи. Се мисли од почеток на мандатот до крајот, не се мисли, а образованието е процес, особено кога станува збор за реформи, мора да имаме континуирани политики кои што ќе се спроведуваат. А не единствена тема на која што ќе се дискутира е која печатница да ги печати учебниците, во чиј џеп ќе завршат тие пари. Имаме еден комплетно несериозен однос на политичките партии кон образованието. И тоа доека е така, не верувам дека ќе имаме помаци. Ќе имаме позитивни примери како Никола Карев Гордана, како Наде Молировиќ и публиката доека ги слуша, ако ги слуша нив, ќе мисли дека образованието во Македонија не е прекрасно. Меѓутоа не е. Ова се два позитивни примери на педагог и психолог кои што се посветени и работат во своите училишта. Но повод за оваа емисија се примери кои што не се толку позитивни, кои што ја шокира јавноста и за кои што се бара решение од како ќе се случат. И тие се правило, не се исклучок, за жал. А говоривме кои се последиците кои што може да се случат. Како психолог кој што работите со децата, што сметате дека во моментов прво треба да се промени за да не се случуваат повторно вакви случаи во кои што после 2 години или после 1 година ќе разбереме колку штета е нанесено на некој млад човек? Мора да им се олесне на училиштата. Немат секогаш капацитети за добро креирани програми, да се унифицира пристапот од надлежни институции кои треба да имаат капацитети, кои имаат моќ и кои имаат законска регулатива за да го направат истото. Да се свати сериозно, да се препознае сериозно проблемот, да се унифицират постапките и стратегиите на решавање и да се обезбеди надзор на кој начин училиштата ги применуваат во работата овие постапки, да се едуцира наставниот кадар, да се вклучат дефинитивно директорите. Ако директорот не ја препознава важноста на ова и самите директори не се сензибилизирани, тогаш тие нема ни да ги го поддржат наставниот кадар, ниту пак стручните соработници во работењето со овие проблеми. Зашто, како што рече директорката, значи ние јас секојдневно се соочувам со ситуации со сериозен бернаут, бидејќи никој не ослободува од административните задолженија, кој може било кој друг да ги работи, за да можам на сметка на тоа јас да работам со децата. Така да секако дека треба да се јакнат капацитетите на стручните служби, капацитетите на наставниците за да ги препознават и да реагираат, да им се образложени многу стратегии на постапување за да можат веднаш да ја поземат во дадениот момент таа конкретна и истото да се вежба и практикува и да се евалуира колку и како и тоа да не е на хартија само. Јасно да се препознава вредноста и филозофијата на нетолеранција на насилство во секојдневниот соживот и начин на работа и да учиме од грешките. Меѓутоа, за да не бидат исклучоци само неколку добри примери, туку да бидат исклучоци лоши примери, дефинитивно мора да се најде начин како да дојде ова до сите средини во целата земја. Дали треба да разговарате и дали разговарате со децата и кога нема некој посебен повод како насилство или се разговара секогаш кога има некаков повод? Прашањето ми е дали тие се отвараат пред вас на вистински начин? Да, зависи од нас како ќе разговараме со децата. Не можеме да останеме затворени во канцелариите. Значи, зборувам за стручните служби кои што ги имаат потребните капацитети за да можат да го работат овој дел. Треба да се влезе меѓу децата, треба да се отварат овие теми меѓу децата, треба да им се постават предизвикувачки прашања, треба да им се понудат различни модели на реакција и треба јасно да укажеме која е филозофијата и зошто е ова важно. Меѓутоа и како се ќе постапи училиштето, стално им кажувам, не ви се заканувам. Секогаш треба да ги имате информациите за правилата во дадената институција за да
можете да си го предвидите и контролирате собственото однесување. Ако го направите, тоа најголем број од да. училиштата извини се закануваат. Изборуваат за насилство само низ призма на дисциплина, да се биде мирен. Значи не работат на начин на кој што го опиша Гордана. Него се работи за заплашување. Битно ни е да има тука привиден мир. Битно ни е никој со никого да не се тепа, не се следат децата, не се отвараат овие теми. Затоа е потребно да се сменат работите на ниво на систем, баш за да не остане секој како сака да се прави во своето училиште, како знае и умее. Токму заради тоа, сеопфатното сексуално образование. Една од компонентите на сеопфатното сексуално образование е насилството. Оваа земја мора да прибере политичка волја, да смогне сили да го спроведе сеопфатното сексуално образование. Сексуално вознемирување, насилство за кое што стаѓа во... Една од компонентите во сеопфатното сексуално образование е насилството. Не само сексуалното насилство, него сите форми на насилство, и врсничко насилство, булинг и така натаму. Така што потребно ни е да се воведе сеопфатно сексуално образование, меѓутоа комплетна ревизија на она што како материјал им го сервираме на учениците. Не постои, не се зборува во овие теми. Имаме, по различни теми треба да се зборува и современи податоци базирани на докази да се понудат. И преку содржините да се афирмира принципот на еднаквост, нетолеранцијата на насилство и така натаму, а не обратно. Така да види, не сме ги оснажиле децата на што да кажат не. Значи, ние сме ги оснажиле децата кога се добри роустери и кога вознемируваат, а не сме ги оснажиле како да кажат не, па и девојчињата можеби не сме ги оснажиле на што да кажат не. И како да размислуваат, како да ги прават границите, како да реагира на ситуација во парк, со момчето, на забава, во диско, значи како да постави граници. Во тоа секако треба повеќе да се посвети внимание во образованието, но тоа е една сосема комплексна и друга тема за која што сме збориле во минатото, тоа верувам дека ќе збориме и во иднина. Времето за вечерашната топ тема истече. Ви благодарам што бевте мои гости, а вам почитувани ви благодарам што бевте со топ тема. Останете со програмата на Телма.